136 бездомни куќиња заловени се годинава. Извршена е нивна социјализација во прифатилиштето на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков, пошто дел од нив се вдомени, а останатите се вратени на територијата на општина Куманово, информираат надлежните. Кај сите куќиња извршена е кастрација, со што тие стануваат уште помирни и побезопасни, посочува генералниот директор на центарот Тодор Велков Зоран Пешевски. Па третманот во просек зависно од од време на престојот на самото животно во прифатилиште чини некаде од 10 до 12.000 денари со се заловување, со се кастрација, со се стерилизација, со што тоа се цените уште пред оној налет на бран на поскапување. Значи, ке се трудиме во интерес наш, во интерес на општината, а и во интерес на граѓаните, и со љубов нормално кон овие куќиња скитници или како и бездомни куќиња, да не ја зголемуваме цената во можност да што повеќе згрижиме. Според надлежните од ветеринарно-сточарскиот центар, за проблемот со бездомните куќиња потребно е системско решение и строга контрола од државните инспекциски органи. Сум давал разни предлози во комора да ова прашање се реши системски. Значи системски се решува преку неколку принципи. Значи строга контрола на популација, што подразбира таа строга контрола на популација? Таа строга контрола на популација разбира да секое вдомено куќе мора да биде чипирано, мора да биде вакцинирано, мора да биде обележено. Не сме во двор или било каде во стан да се чува било кое куќе. Значи тука треба инспекцијските државни органи да направат една строга контрола. Потоа треба зголемување на совеста на совеста на самите луѓе. Полно пати имаме куќе кои го земаме да задоволиме проктев на деца, на некого и потоа после известен период, месец-два, тоа го куќе во неможност да го чуваме, го пуштаме на улица. Значи, со најголем проблем не го прават самите куќиња, не го прават неодговорните стопанственици на куќиња. И трета работа, треба да се направи масовна кастрација. Ветеринарите посочуваат дека куќињата кои го поминале тестот на социјализација, 99% од нив се неагресивни и не касаат, но проблемот според надлежните е што околу 40% од куќињата и во градот и во селата не се обележани. Секако една од мерките кои се оние во системскиот дел не може да постои нерегистрирано одудувалиште. Значи, Агенцијата на храна и ветерина треба да направи строги мерки и строга контрола на тие. И се знае, секое размножување, дали во одудувалишниците и секое регистрирање во приватниот сектор мора да биде маркирано, бележено. Значи, тука настанува најголемиот проблем на создавање на создавање на бездомните куќиња. Или, што велите вие, постои некој мал дел, мал процент да куќињата кои се од село ни ги донесуваат, малите ни ги пуштаат тоа, меѓутоа тоа е мал дел. Мислам дека многу од нив се измалтретирани од тие куќиња за да постигнат да направат некој угриз. Значи не треба да ги малтретираме. Треба да ги пуштиме си живеат тие свој начин, ние свој начин. Оној делот каде што го имаме, ние секако не верувам да ви кажам, во година дена може дали 2 или 3 каснувања би можело да има од тие такви несакани дејства. Меѓутоа, она што се дешава, што ги чувам, што ги слушам по плаките, тоа е масовно. Има многу голем број на малверзации каде што луѓето се каснати од куќиња, од познати собственици, а ги пребацуваат теретите на општината. Значи ги пребацуваат теретот на бездомите. Тоа така не е добро. Куманово со години наназад спроведува годишен тендер за заловување куќиња скитници и организира акција за вдомување во соработка со операторот и со здруженија на граѓани.